4 пациенти од трагедијата во Кочани кои се на лекување во странски медицински центри се уште се во критична состојба, но како што велат здравствените власти, малку подобри од вчера. Осумина пак кои 10 дена беа во болници во Хрватска, Австрија, Белгија и Турција. Денеска ги враќаат во земјата. На домашно лекување заминуваат и 9 повредени кои беа хоспитализирани во македонските здравствени установи, по претходно направени токсиколошки и психолошки анализи. Веќе се повеќе добиваме податоци за пациенти кои што се екстубираат, се пренесуваат за лекување во оделенија, за пациенти кои што следите денови ќе се оперираат генерално од пластични хирурзи. Повеќе од 50 пациенти веќе се на домашно лекување и наместо на 2-3 дена да доаѓаат за превраски во Скопје. Тимови од лекари ќе одат во Кочани. Вчера веќе направиле увид во Кочанската болница и утврдиле дека услови има, но нема доволно кадар и материјали. Затоа, освен повеќе тимови, ќе носат и се што треба за превраска. Пластичните хирурзи со апели за препаратите за изгореници кои се нудат по социјалните мрежи. Вчера некој ми подспомна дека има некои мелеми кои што се продаваат на социјалните мрежи. Значи, не знаеме од какво потекло се и дали се тие стерилни или не се стерилни. Да апелирам затоа и со Министерството за здравство се овие групи и на доктори тимови кои што ќе ги праќаме, кои што ќе одат во Кочани за да можат тие пациенти сите да се третираат во стерилни услови со материјали кои што се стерилни, за да може тие инфекции да ги намалиме и да ги сведеме на минимум. По денешните исписи на медицински третман во македонските болници остануваат 15 пациенти и 100 во странски медицински центри. Сања Димитровска, Сител телевизија.